Поздрав Марко, поздрав и до сите гледачи на утринската на Телма. Ние ова утро ве поздравуваме од Мака Барот во центарот на Скопје. Тука го пиеме нашето прво утринско кафе со колегата Наум, заедно во друштво со Ирина Михајлова, која што е од СХФ, Сдруженијето за циркуларна култура, колекционерство и одржлив развој. Ирина, добро утро и благодарам што на овој начин си дел од нашата утринска на Телма. Овој викенд, впрочем, поводот за нашата утринска дружба денеска е трифт настанот кој што ќе се случува на 6 и 7 јуни токму во овој простор, едно центарско место или скопско место кое што верувам многумина го знаат, особено оние кои што се веројатно со години наназад, бидејќи ова е веќе 7 година поред како го одржувате ова, фанови на некој начин можам да кажам или поддржувачи на трифт настаните. Но за оние кои што не знаат што всушност представува трифт настан, што ќе се случува 6 и 7 јуни токму тука во Макабар. Добро утро и голем поздрав до тебе, Цеце, и до гледачите на Телма телевизија. Да ви се заблагодарам и јас на вас за овозможениот медиумски простор, да се произнесеме на и како битни теми за нашето општество и да го најавиме овој настан кој што му е многу потребен не само на главниот град, туку и воопшто на државата. А сега да почнам со одговорот на твоето прашање. Точно така, месец јуни го отвараме со еден трифт настан кој што ќе биде поделен во два дела. Мислам дека за прв пат во нашата држава настанот од овој тип на култура се случува едно по друго, односно во текот на целиот викенд. Два дена поред заради големиот интерес, така? Заради големиот интерес, да потенцирам, 2 дена различни излагачи, изложувачи ќе имаат можност да не ги представат своите приватни колекции од гардероба, накид, аксесуари, винил плочи, книги и се она што од што се состои еден дом, а повеќе не им е потребно, истите работи се во одлична или солидна состојба и можеме да ги пуштиме се уште да циркулираат. Да, тоа значи на некој начин народски кажано да се ослободат од некои стари парчиња, стари работи, како што напомена не мора да е само гардероба, туку и многу други работи кои што се во домот и да им дадат втор живот. Давањето втор живот на многу работи, па и на гардеробата, зборува многу за одржливиот развој, за одржливата економија и така натака, но колку ние имаме свест, Ирина, за ваквите работи кои што можеби во европските земји се малтане и секојдневие и начин на живење и култура. Луѓето на тој начин многу подобро функционираат, верувам, во некои европски земји. Апсолутно, во европските метрополи, веќе се задржиме на европските метрополи, бидејќи некако ни се најдостижни, овие настани се случуваат со децении. И тоа е буквално како што кажат една култура, не го доживуваат како тренд, бидејќи нели нашата заедница оди против трендовите, трендовите се наменети да траат кратко. Нашата цел е да допринесеме за животната средина, некои свесно, некои можеби несвесно, со тоа што на овој начин се ослободуваат од предметите кои што не им се потребни во домот. Сите сме свесни дека во нашата држава, во речиси сите населби има мини депонии, па зошто да ги создаваме тие мини депонии кога можеме да ги пуштиме да се движат и да им дадеме втор живот. Така е. Спомена 6 едни изложувачи, 7 други изложувачи. Настанот започнува во 12 часот, ќе трае некаде се до 16 часот. Ги покануваме луѓето да дојдат овој викенд и да си направат некаква промена, нели во нивното функционирање или начин на живење. Што најчесто, Ирина, купуваат луѓето на вакви настани? На почетоците најчесто се купуваше гардероба, меѓутоа ние одлучивме на експанзија да направиме, да вклучиме нели други предмети кои што треба да се тргнат, да се ишестат од домот и можеби некој друг ќе си ги вдоми. Така што да, првично беше облека, но сега веќе луѓето купуваат и книги. Забележувам дека има луѓе кои што доаѓаат исклучиво да си купат книги од втора рака, кои што се по некоја поволна цена измеѓу 50 до 100 денари. Цените сами ја одредуваат изложувачите? Точно така, цените ги одлучуваат сами изложувачите, може да се случи и размена, не мора да биде продажба, што е исто така една интересна работа. Се додека не се создава отпад од тоа, тогаш може да се препродава. Постигнува целта. Точно, се постигнува целта, може да се препродава, може да се разменува, се зголемуваат колекциите, кај некои се намалуваат колекциите, кој зашто дошол. Да. Трифт настан, рековме ли трифт викенд, но за гледачите трифт зборот малку е непознат. Ние рековме баш соодветен превод не можеме да му дадеме, но како да им го доближиме зборот на гледачите?
Мене ми е многу жал навистина што немаме за тој збор превод на македонски јазик. Еве Gen Z генерацијата ќе ја замолам да ни најде превод. Трифт или трифтање е купување буквално работи од втора рака. Значи буквално. Друг превод по конкретен не би можела да смислам. Да. Ми спомена оваа твоја кошула. Така, да. Трифтана, така е. Не само што е трифтана неодамна, и е специјално за гостувањето во Телма телевизија. Набавена, тоа е од една моја многу драга колешка, која што исто е собственичка на онлайн трифт продавница, односно продавница за втора рака. Се работи за јапонско кимоно. Кој што многу добро изгледа. Ова сигурно, да, ти благодарам, и ова сигурно во иднина ќе се предаде на некој друг. Да. Оваа година, или предпоставувам дека веќе во последниве настани, не учествуваш како изложувач? Апсолутно. Да, апсолутно се дружам со сите. Што ќе продаваш ти, тоа ми беше прашањето. Што ќе понудиш? Јас микс од сео на претходно што набројавме. Значи облека, книги, накид, ќе има винтидж и ретро предмети, ќе има партизанки, ќе има пионирки, оние кои што се југоносталгичари исто може да не посетат, ќе има винил плочи. Ајде нека дојдат и нека погледнат што може Само да најдат. Кажеме и да потенцираме дека списокот на изложувачи веќе е затворен. Тоа се случува некои десетина дена пред настанот, меѓутоа интересот е се уште многу голем и тоа веројатно зборува за дека свеста веќе кај нашите граѓани е на едно поинакво ниво. Јас пред разговорот да се вклучи нашата камера споменав дека младите се некако посвесни, но ти ми велиш и возрастните има и кај нив има напредок во поглед на целиот овој став. Интересно е што кога почнувавме на нашите настани пред 7 години, на нашите настани имаше околу 20 на посетители, од кои половина ни беа пријатели. Никогаш не се откажавме, со бебешки чекори ги искачувавме скалилата, се додека настанот не си го доби местото под сонцето. За жал се случи оној корона период каде што беше целиот свет засекнат, но повраќањето апсолутно забележав промена, позитивна промена, можам да дадам позитивна оценка не само за младата генерација, односно за сите генерации, и милениумците, и бумерите, и не знам како да ги набројувам понатаму. И јас веќе не ги знам сите генерации. Значи, различни генерации се посетители, немаме таргет група, сите се добре дојдени и сите треба ова да го практикуваат се почесто. Кое е најинтересното парче кое што си го купила за смешни пари, ако може така да се каже? Па ова е купено за смешни пари. За колку? Да, за 500 денари. Например, ова, доколку би одела во странство и би го нашла во продавница за облека од втора рака, би чинело од 80 евра нагоре. Јас го најдов за помалку од 10 евра. Дали се реални луѓето со цените кога изложуваат? Ти благодарам за прашањето, никој не ми го поставил ова прашање. Да, има и претерување кога е во прашање на оформување цена. Јас апелирам до сите мои колеги кои што се занимаваат со истата работа да бидат многу внимателни кога ги оформуваат цените. Да, доколку е винтидж парче или архивско парче, заслужува висока цена. Да, ако има некоја вредност. Да, има вредност, но доколку се работи за некое парче кое што можеме да го најдеме секојдневно во продавниците за брза мода, тогаш не треба да се претерува со цената и треба да се стави некоја разумна цифра. Така е, Ирина, толку ни помина времето. Одлично. Ти благодарам многу. Јас се надевам дека ќе дојдат луѓето во што поголем број и дека оваа култура само ќе расте и ќе оди во една нагорна линија и ќе има дополнително експанзија. Да ги поканиме уште еднаш 6 и 7 оваа сабота, оваа недела од 12 часот. Ајде продолжи ти да не должам јас. До 16 часот во Макабар, тоа е во центарот на градот. Може и на нашиот профил на социјалните медиуми на Инстаграм, Second Hand Faves да не најдат. Што не им е јасно, ќе им објасниме. Така е, се гледаме да трифтаме заедно овој викенд. Фала ви за вниманието и навистина ова нека биде покана за да дојдете тука овој викенд 6 и 7 да не должам многу она што го спомена претходно Ирина, деталите многу повеќе на нивните социјални мрежи. Останете на Телма.